Сдруженијето на новинари на Македонија, ЗНМ, е организација која постои веќе 77 години. Ние сме представници на новинарите во Македонија, не само на нашите членови, туку генерално на сите. Целата идеја за реализација на ваков тип работилница со фондацијата Конрад Аденауер е токму тоа кој што го споменавте вие. Да се работи на расветлување на информациите, односно да го одбегнеме оној момент на ширење на дезинформација. Ова не е прва ваква работилница, ниту пак обука која што сме ја сработиле. Ова е нешто кое што го правиме постојано со цел да ги унапредиме капацитетите на колегите новинари. На работилницата беа презентирани навистина интересни примери. Имаше документарен филм, имаше фотографии од нашите колеги кои што се ангажирани како предавачи и имаше на многу интересен интерактивен начин со учесниците беа представени неколку фотографии и неколку документарни филмови каде што самите тие пробуваат да разберат дали станува збор за дезинформација или не. Интересно е тоа што имаме учесници околу преку 30 онлайн медиуми во Македонија. Интересот беше навистина голем, што и нас не радува како организација, бидејќи на тој начин ние гледаме дека можеме да се бориме со ова, дека ќе го надминеме многу брзо, не можеме тоа, нели, да го направиме, меѓутоа дека постои начин како да се работи на ова и како да се препознае дезинформација, сметаме дека ова е тој начин. Јас сум од мислењето, како што и многу други професионалци во темава, кои секогаш се залагат за подигнување на медиумската писменост и критичното мислење кај популацијата, а претежно кај младиве. Кога потенцирам претежно кај младиве и најмногу каде што треба да се фокусираме кај младиве, е пошто технолошките иновации нема да застанат тука. И ќе носат секогаш нови бенефиции за општеството, но секако и нови предизвици, како што во овој случај преку социјалните мрежи се доведовме во ситуација каде што општеството се дезинформира, а од друга страна се плурализира информацијата, се демократизира начинот на известување и на слобода на говор, меѓутоа доаѓа со другата страна на медалионот, што овозможува и лоши актери да го злоупотребат оваа можност. Исто така, технологијата во иднина ќе донесе нови, можеби засега непознати можности, за кои ќе треба да го спремиме нашето општество, а јас сум од мислењето дека критичното мислење и медиумската писменост се најдобриот лек и најдобрата заштита за овие феномени.